8 градоначалници од источниот дел на државата Штип, Кочани, Виница, Пехчево, Македонска, Каменица, Зрновци, Чешиново, Облешево, Карбинци и Ранковце денеска ги презентираа своите отчети за сработеното во првите 100 дена од доаѓањето на власт на последните локални избори. Во салата на мултикултурниот центар во Кочани, пред членовите на партијата и други присутни, најнапред зборуваше лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, кој во исцрпното излагање зборуваше за најактуелните теми во државата од политички и економски аспект, задржувајќи се пред се на проектите сработени во почетниот период. Драги пријатели, почитувани градоначалници и советници од општините Кочани, Штип, Виница, Чешиново, Облешево, Карбинци, Зрновци, Македонска, Каменица, Пехчево и Ранковце, почитувани гости, пред изборите си ветивме едни со други дека никогаш, ама баш никогаш нема да заборавиме на народот. И евене, 100 дена по почетокот на вашите мандати, со отчет за сработеното пред граѓаните. Поминавме низ пеколен период, но без лажни оправдувања, без изговори, денес гледаме во очи на народот и даваме пресек за тоа што сработевме. Затоа што позади нас има труд, има работа и почнуваме промени кои ќе донесат иднина. Заедно со сите вас почнавме да работиме уште првиот ден. Не заборавивме од каде почнавме, но и што мораме да направиме. Секое наше ветување е уврска до која стоиме и за која се бориме. Но и да не заборавиме што затекнавме. Хаосот, безредието, затворените општини, корупцијата, енормно, повторувам, енормно презадолжените општини, неработата, неспособноста, сето тоа започнавме да го менуваме. И затоа денес и пречи на власта, затоа што правиме отчет. Затоа што успеавме во 100 дена да направиме повеќе отколку тие за 4 години. Обраќајќи им се на присутните и на граѓаните, градоначалникот на општина Кочани Љупчо Папазов меѓу другото истакна: Зад нас е 100 дена работа во општина Кочани. 100 дена одбележени со труд, честност, многу средби со граѓаните, анализирање и завршување веќе затекнатите состојби и започнување на нови проекти. Општината ја наследивме со одреден износ на средства на основната сметка, но тие средства не се доволни за реализација на само 1/3 од проектот кој е започнат за реконструкција на градскиот парк. Но ние сме одговорна власт, ќе го продолжиме овој проект, ќе изнајдеме сили, ќе изнајдеме средства и ќе го довршиме истиот. Затекнавме скриени извршни решенија со високи долгови по финансиски реперкусии за општината и институциите на општина Кочани, за кои требаше чувство на одговорност за да се надмине таквата состојба. Затекнавме десетици судски постапки за предмети, еве само еден пример, кои чинат, ако се решат во старт, десетина илјади денари, а за кои со влегувањето во судските лавиринти потрошивме, односно плативме износ од 190.000 денари по основ на камати, адвокатски трошоци и останати делови од постапката. Во периодот на преземањето на градоначалничката функција, ја затеков состојбата со реализација на проектот за изграда и поставување на атмосферска канализација на улицата Стево Тодосиевски во должина од 270 метри со 16 шахти и 6 собирни решетки. Реконструкцијата на градскиот парк, кој го спомнав, ќе продолжи со уредување на делот од летната сцена и детскиот парк со нови реквизити, опрема и нов пот. Со реконструкцијата на улицата Роза Петрова, кракот и паркиралиштето се доби функционален простор со површина од 3000 квадратни метри, обезбеден сообраќајен пристап за станарите до
објектите за колективно добивање, се обезбедија прекилажите за нови 90 места и добивме 1 километар асфалтирана површина од улицата Роза Петрова. Во исто време, на десната страна од истата улица, добивме ново тротоарско решение за безбедно и слободно движење на пешаците. Градоначалникот на општина Виница Миле Петков ја нагласи лошата финансиска ситуација во која ги затекнала општинската каса и комуналното предпријатие, за кој се работи на консолидирање. Кога стапив на функцијата градоначалник на општина Виница, затекнав општина со вкупен долг од 55 милиони денари и неплатени обврски за извршени услуги кои секојдневно достасуваа за наплата. Затекнавме и нефункционално јавно предпријатие со долг од 23 милиони денари и јавно предпријатие кои со месеци не можеше или исплаќаше плата за вработените од 100 денари. И покрај проблемите со кои што се соочувавме, успеавме да се справиме со напливот на неплатени фактури кои пристигнуваа и пред се на краток рок финансиски да го стабилизираме јавното предпријатие Солидарност. Борче Коцев од општина Зрновци ја истакна постапката за раздолжување на општинската сметка и деблокадата, како и за многу започнати проекти. За идејата да стане реалност, за граѓаните на општина Зрновци ветивме и во првите 100 дена исполнивме. Веднаш започнавме и денес е во завршна фаза изготвување на проектна документација за изградба на промена на дел од главниот цевковод за водоснабдување од фабриката за вода во должина од 200 метри во село Зрновци, каптажа за водоснабдување во село Мородис, филтер станица за фекална канализација во село Видовиште, зафат на Морошка река за наводнување на земјоделски површини, изградба на дополнителен резервоар на водоводна мрежа за водоснабдување на домаќинствата во Зрновци, изградба на детски парк, изградба на подпорен зид за проширување на улица, изградба на пешачка патека од влезот на општината до општинската зграда, ревидирање на проект, промена на секундарна водоводна мрежа во Зрновци. Донесовме мудри одлуки, преземавме храбри чекори заедно со Советот и со стручната вработена служба во општина Зрновци. После 14 години сметката на општина Зрновци е деблокирана. Изминатиот период постигнавме вонсудски договори со дел од доверителите, исплативме средства по основ на долгови, се обврзивме на динамичен план за исплата на останатите побарување со цел да заштитиме значителни финансиски средства од буџетот на општина Зрновци во висина од 1,5 милиони денари. Долгот од над 600.000 евра е најголемиот проблем за општина Чешиново Облешево, чие решавање ќе биде подолг процес, но тоа не значи дека ќе заостанат проектите од посебен интерес на граѓаните. Од првиот ден се фативме во теснец со натрупаните проблеми, кои никако нема да исчезнат преку ноќ. Сметката на општината е блокирана за прв пат од формирањето на општината. Затекнав долг близу 600.000 евра, што е сериозна сума за една општина како што е Чешиново Облешево. Причините за ваквата состојба се во тоа што во изминатиот период се работело врз база на популизам, а не врз база на реални околности. Како што реков, ваквата ситуација нема да се промени преку ноќ, па од тие причини барам да бидеме потрпеливи во периодот кој што следува. Побаравме да се изврши ревизија за работата на претходната власт, но за жал, без некое посебно образложение, бевме одбиени од страна на Државниот завод за ревизија. Но тука не застануваме и не се откажуваме од нашите цели. Ни престои тешка задача да ги достигнеме целите ветени во кампањата. Се средија многу работи, се работи многу од работите кои не се видливи во моментов се работат административно, а во догледен период ќе бидат видливи на терен како конкретен краен ефект. Во завршните делови од своите обраќања под мотото промени што носат иднина, градоначалниците покажаа подготвеност во наредниот период да се впуштат во уште подинамична реализација на проектите понудени во избраните програми со цел да ја оправдаат довербата на граѓаните.